Читувани. Денес пред нас е предлог закон за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на труд по скратена постапка. За пошироката јавност да им биде кристално чиста намерата со овој закон, ќе ви информирам со еден дел. Со Законот за изменување на Законот за инспекцијата на труд се врши усогласување со Законот за прекршоците во однос на одредувањето на висината на глобата за правното лице, одговорното лице, во правното лице и работодавач физичко лице. Исто така се врши усогласување и во односот на институт порамнување. Штета. Законот се усогласува со Законот за инспекцијски надзор во делот на институтот опомена како инспекцијска мерка, која ја заменува досегашната мерка на едукација. Имено, надлежниот инспектор при вршењето на инспекцијскиот надзор, доколку утврди повреди на одредбите од Законот за евиденциите од областа на трудот, со решение на субјектот на инспекцијски надзор ќе му изрече опомена како инспекцијска мерка и ќе му определи рок во кој е должен да ги отстрани неправилностите и недостатоците. Оцена, вика во делот, на финансиските последици од предлогот, законот врз буџетот и другите јавни финансиски средства. Вели, спроведувањето на овој закон не предизвикува финансиски последици врз буџетот на Република Македонија и другите јавни финансиски средства. Многу прашалници досега. Ке продолжам. Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно со одредени членови на Собранието на Република Македонија, се предлага овој закон да се донесе по скратена постапка. Колеги, внимавајте. Многу закони во ова собрание во периодов од август до сега се поминати. И тоа голем број на закони по скратена постапка. Да не забораваме, имаме препорака од Европската Унија дека ова нешто треба да биде намалено. А секако, имало овде и ситуации кога во временско растојание од еден месец, само за информација, се отвара 2 пати ист закон. Тоа ни укажува на сите каква е сериозноста на владачкото мнозинство. Ке продолжам со еден многу интересен дел од овој закон, а тоа е дека членот 22 се менува и гласи: глоба во износ од 500 до 1000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на микро и мал работодавач правно лице, глоба во износ од 1000 до 2000 евра во денарска противвредност на среден работодавач правно лице и глоба во износ од 2000 до 3000 евра во денарска противвредност на голем работодавач правно лице. Ако под 1 го спречи, односно попречува инспекторот во вршењето на работите на инспекцијскиот надзор. Под 2 ги отпечати запечатаните работи, ни простори, работни места и орудија за работа на механизиран погон на работодавецот. Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорното лице во правното лице кај микро и мал работодавач, глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност кај среден работодавач и глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност кај голем работодавач. Глоба во износ од 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок од ставот 1 на овој член на работодавачот, тоест физичкото лице. Колеги, го потенцирам намерно овој член, бидејќи сум реално загрижена зашто во буџетот кој на театрален начин го донесовте со криење на пратеници по канцеларии, за да можете спектакуларно одговорница да ги повикате и да си формирате тенкото и кршливо мнозинство што го имате. И со тоа да направите можност, вие така мислите дека е можност, за обвинување на опозицијата. Опозицијата треба да ја обвинувате, а од истата таа опозиција ниту еден суштински амандман не прифативте. Зборувам за буџетот. Да се вратам на целта. А таа ми е дека од една страна покажувате загриженост со намалување на глобите и тука лично не се противам. Но страв ми е во една работа. Ви благодарам, јас лично за себе не се плашам, почитуван колега.
се плашам за народот од Република Македонија, што му се случува со одредени работи. Во овој буџет за 2021 година има планирано приходи и нормално, нели, во целиот тој сет на приходи кои што се планирани, има и неданочни приходи и истите бележат раст од 7,1%. И овој раст од ваков тип на приходи, како што се такси, надоместоци, глоби, судски и административни такси, се планира поголем приход. И сега, колеги, нели со овој закон се намалуваат глобите? Одма овде имам на памет лошо сценарио. Ке се зголеми бројот на казни кои што планирате да се реализираат во текот на периодот кој што ни доаѓа. Како тогаш планирате и открите пред македонската јавност, планирате буџетот да го полните со казни врз македонскиот народ? Ви благодарам.